Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешната епизода ќе ги обработиме псалмите 19 и 20. Да почнеме прво со неколку зборови за псалм 19. Оваа старозаветна песна може да се нарече псалмот на создавањето. Според некои проучувачи на писмото, истиот може да се подели на два дела, од кои првиот се однесува на создавањето, а вториот на Божјото откровение преку законот. Јас ќе се обидам да го поделам псалмот на три дела. Првиот се однесува на создавањето, потоа читаме за Божите закони и заповеди и на крајот од псалмот ни е откриен Господ Исус Христос. Моje лично убедување е дека нему му се дава посебно место во оваа песна. Со други зборови, тоа би значило дека во овој псалм Бог е прикажан преку откровението во создавањето, во заповедите и во Христос. Односно, тука читаме за создавање, закон и благодат. Тоа е она кое Бог одлучи да му го даде на човекот. Како и сите други псалми кои досега ги обработивме, и овој е Давидов псалм. Но, постои и уште еден друг начин на кој може да се подели оваа песна. Имено, тоа може да се направи врз основа на Божите имиња кои псалмистот ги користи. Например, во првиот дел, кога зборува за Бог, авторот го користи името Ел. Истото ова име се користи за Бог во книгата Битие, во оној дел каде ни е даден извештајот за создавањето на светот. Често во писмото името Ел се користи за Бог кога се однесува во контекстот на создавањето. Тоа е неговото име како создател. Потоа, во друг дел од псалмот, кога читаме како авторот вели, непорочен е Божиот закон. Во тој стих, авторот го користи името Јахве. Некои либерални толкувачи на писмото велат дека фактот што во псалмот се користат две различни имиња за Бог, укажува на тоа дека истиот е напишан од два автори, но тоа не мора да биде така. Староеврејските толкувачи на писмото велат дека таквата склоност на авторите на писмото всушност укажува на нивната умешност и вештина да користат различни имиња за Бог во светло на самиот контекст. Така што, за нас при ова проучување, тоа ќе биде еден од начините на кои ќе му пристапиме на текстот кој е пред нас. Сега ќе почнеме со обработка на првите 6 стихови, каде читаме за создавањето на светот. Слушнете како царот Давид, поттикнат од извештајот за создавањето напишан од Мојсей, го опишува тој величествен момент. Небесата ја објавуваат Божјата слава, а за делата на рацете негови известува сводот небесен. Ден на денот објавува и ноќ на ноќта знаење открива. Нема јазик, ниту пак говор во кој не се слуша нивниот глас. Сепак, нивниот звук се разнесува по целата земја, а нивните зборови до краиштата на светот. На небото му постави шатор на сонцето, кој излегува како младоженец од брачното легло, се радува како силен јунак што ја прелетува патеката. Од крајот на небесата е излезот негов, и патувањето негово до другиот крај. Ништо не е сокриено од топлината негова. Како што можете да забележите, ова е навистина прекрасен псалм. Давид зборува за тоа како небесата ја објавуваат Божјата слава. Во Римјаните глава 1, стих 20, апостолот Павле ја објасни истата оваа вистина со зборовите. И на вистина, она што е во него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледиви се уште од создавањето на светот, гледано според неговите дела, па така, тие немаат изговор. Со други зборови, ова значи дека созданието ја објавува Божјата мудрост, моќ и цели. Всушност, би можеле да кажеме дека целта на целото создание е токму објавувањето на Божјата слава. Созданието е сведок кој му е даден на човекот. Сите црковни вероисповеди, вклучувајќи ја и апостолската вероисповед, го спомнуваат небесниот татко како создател. Апостолската вероисповед започнува со зборовите: верувам во Бог,
небесниот татко, создател на небото и земјата. Некој можеби ќе рече, зарем не е тоа вистина? Тоа е вистина, но би рекол дека не е целата вистина, бидејќи сите три личности од Светото Тројство беа вклучени во создавањето на светот. Во Битие, глава 1, стих 2, читаме дека Божиот дух лебдеше над водите веднаш откако беа создадени небото и земјата. Не само тоа, туку во Евангелието според Јован глава 1, стих 3, читаме за Господ Исус каде се вели: се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што постана. Во посланието до Колосјаните, глава 1, стих 16, апостолот Павле, пишувајќи за Господ Исус Христос, вели: преку Него е создадено се што е на небесата и се што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти. Се е преку Него и за Него создадено. Се надевам дека овие три стихови кои ви ги споделив ви беа доволни да осознаете дека и Таткото, и Синот, и Светиот Дух беа вклучени, секој на свој начин, во создавањето на светот. Истото може и треба да се каже во однос на спасението на луѓето. Небесниот Татко го испланира спасението. Синот дојде на овој свет да плати за нашето спасение, а Светиот Дух е оној кој ни е даден за да го запечати и загарантира спасението. Она што е навистина интересно во стиховите кои ги прочитавме е тоа како Давид вели дека пораката на созданието е разбирлива на сите јазици. Созданието не зборува ниту еден јазик, а сепак пренесува порака која е јасна на сите јазици. Таа порака, било да станува збор за небесните тела или пак растенијата и животните кои се на земјата, е многу јасна и се однесува на Божјото постоење. Апостолот Павле во посланието до римјаните вели дека ниту еден човек не може да каже дека Бог не постои, бидејќи Бог се открил преку созданието. Ќе продолжиме со читање на псалмот. Ќе ги прочитаме стиховите 7 до 11. Непорочен е законот Божји, душите ги укрепува, верно е откровението на Господ, ги учи неуките и Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед зрачи светлина, ги просветлува очите. Страхопотчита кон Господ е чиста. Пребива довека, судовите Господови се вистина, сите се праведни. Поскапи се од злато и од скапоцени камења, посладки се од восочен мед. Слугата твој ги пази, а кој ги пази, голема награда добива. Овие неколку стихови всушност го означуваат завршетокот на вториот дел од овој псалм, кој се однесува на Господовиот закон, неговата вредност и важност во животите на оние кои го почитуваат. Патем, се надевам дека забележавте со колку возвишени зборови Давид го опишува Господовиот закон. Вели дека е совршен, дека ги укрепува душите, зрачи светлина, го весели срцето и слично. Но, тука мора да напоменам дека колку да е добар законот, сепак тој нема сила да ги спаси грешниците, бидејќи никој од нас не може целосно да го почитува. Самиот апостол Павле пишуваше на таа тема во посланието до римјаните. Ќе читам од глава 7, стихови 12 до 14, каде се вели: така значи, законот е свет и заповета света, справедлива и добра. Па така, доброто ли за мене стана смрт? Никако, но гревот, за да се покаже дека е грев, ми предизвикува преку доброто смрт, та преку заповета гревот да стане премногу грешен. Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас пак сум телесен, продаден на гревот како роб. Со други зборови, нема ништо лошо во законот, тој е духовен. Проблемот е во нас, бидејќи ние сме телесни и не можеме да живееме според него. Законот ни е даден за да ни покаже дека сме грешници и дека не можеме постојано да живееме согласно Божјата волја. Но ние луѓето имаме уште еден друг проблем, а тоа е дека отфрлајќи ги Господовите принципи и закони, си создадовме своји морални правила според кои се водиме. Уште од Едемската градина, па се до денес, склони сме кон тоа да си создаваме своји правила на однесување,
кои се разбира се спротивни на господовите. Тоа е исто така дел од причината поради која светот е во хаосот во кој се наоѓа, за разлика од човечкиот морален код, кој постојано се менува. Господовиот е секогаш ист. Псалмистот вели дека господовите повелби се праведни. Денес има луѓе кои велат дека не им се допаѓаат некои од господовите закони и заповеди, но кога Господ му се откри на човекот преку законот, тој не ги праша луѓето дали тие закони им се допаѓаат, туку само им ги даде. Кога ќе застанеме пред Бог на судниот ден, тој нема да не праша што мислиме за неговите зборови, дадени во Светото писмо, туку дали сме живееле согласно истите. Тој е оној кој има право да каже што е правилно, а што не. Нам не ни е дадена таа можност. Вселената во која живееме е негова. Тој ја направи и затоа тој ги поставува правилата според кои треба да живееме. На некој може да не му се допаѓа законот за гравитација, но ако таа личност скокне од зграда, ќе го загуби животот. Исто е со духовните закони. Можеби не ни се допаѓаат, но ако живееме спротивно на нивните принципи, ќе ја загубиме вечноста. Господовите повелби се праведни, тие се чисти и секој кој живее според нив ќе искуси изобилен благослов во својата душа. Потоа Давид вели дека стравопочита кон Господ е чиста. Мислам дека тоа е еден од духовните квалитети кои му се очајно потребни на денешното општество. Стравопочит кон Господ. Нема ништо лошо и погрешно во тоа човекот да има стравопочит кон Господ, бидејќи таа духовна доблест ќе не запази од живот во грев. Некои луѓе велат дека со оглед на тоа што Бог е љубов, ние не треба да имаме страв од Него. Но тоа не е она кое Библијата го поучува. Библијата јасно ни вели дека стравот Господов е почеток на мудроста. Кога бев мал, јас го сакав татко ми, но исто така имав и страв од него. Моje лично мислење е дека таа е една од причините поради која не завршив во затвор. Стравопочита кон Господ е чиста, односно му помага на човекот да живее чист живот, неизвалкан од гревот и светот. Потоа Давид вели дека господовите судови се вистина, односно тоа значи дека кога Бог носи некаква одлука, тоа секогаш е во светло на вистината. Во Новиот Завет читаме дека Пилат го постави прашањето: што е вистина? Тоа е запишано во Евангелие според Јован, глава 18, стих 38. Ако искрено го интересираше одговорот на тоа прашање, сигурно ќе го дознаеше. И праведни, господовите судови се праведни. Се што тој прави е праведно. Како што можете да забележите, Давид со многу убави зборови го опишува господовиот закон. Јас се согласувам со се што тој напишал. Некои од слушателите на оваа програма добиваат погрешен впечаток и тие мислат дека јас имам нешто против 10 Божји заповеди. Тоа не е точно. Јас немам ништо против 10 заповеди. Само сакам да кажам дека не можеме да се спасиме пазејќи ги, затоа што никој не може да го стори тоа. Проблемот не е во заповедите и Божјиот закон, туку во самите нас. Треба да сме свесни дека не можеме да живееме според тој висок Божји стандард. Кога ќе станеме свесни за таа реалност, верувам дека ќе станеме свесни и за нашата потреба од Спасител. Стих 12. Кој може да ги согледа своите грешки и од оние тајни гревови очистиме? Кој може да ги согледа своите грешки? Ова е навистина добро прашање. Јас би рекол само оној кој е понизен. Горделивата личност не може да ги согледа своите гревови. И самиот јас признавам дека често сум склон да рационализирам и да се оправдувам за своите гревови, наместо да ги признаам и да се покајам за нив. Стих 13. И од горделивост запази го слугата твој, за да не овладее со мене. Тогаш јас ќе бидам непорочен и ќе бидам очистен од големите престапи. Кој е најголемиот престап? Од библиска гледна точка, најголемиот престап е да се отфрли Господ Исус Христос,
оној кој умре на крстот на Голгота за наше спасение. Следниот стих е доста познат и гласи: Зборовите на устата моја и помислите на срцето мое нека бидат благоугодни пред Тебе, Господи, карпо моја и избавителе мој. Можете ли и вие денес со искрено срце да го наречете Господ своја карпа и свој избавител? Тој може и сака да биде ваша карпа и ваш избавител. Се што треба да направите е со вера да му се препуштите и да го побарате. Со тоа доаѓаме до Псалм 20, кој според голем број толкувачи на писмото не е месијански псалм, но, како што спомнав претходно, во суштина, сите псалми на еден или друг начин сведочат за Господ Исус Христос. Овие псалми се користеле во Израел во литургиски контекст, односно, кога луѓето заедно се собирале на еден вид на богослужение. Тие ги учеле напамет и ги пееле заедно, а некогаш се случувало и само свештениците да ги цитираат и пеат зборовите од овие песни. Ке почнеме со читање на текстот. Забележете што се вели во стих 1. Нека те слушне Господ во тежок ден, да те заштити името на Бог Јаковов. За време на неговиот живот и самиот Јаков имаше многу тешки денови, но Господ го избави и му покажа милост. И покрај се, на Бог никогаш не му беше срам да се нарече Бог Јаковов. Може би поентата на Давид, покрај другото, е да ги потсети неговите слушатели и читатели на животната приказна на Јаков и како Бог интервенираше во неговиот живот, се со цел да ги охрабри да се надеваат на него. Затоа е добро да ги познаваме животните приказни на ликовите од Библијата, бидејќи тие кратки биографии сведочат за Божјата големина. Сепак, писмото не само што ни дава извештај како Бог реагирал во минатото, но исто така верувам дека не повикува да го бараме неговото дејство и во сегашниот момент, во нашите околности. Ќе продолжиме со читање. Стихови 3 до 5. Нека си спомне за секоја твоја жртва и сепалениците твои да бидат примени, да ти го даде Господ и она што ти срце сака, и сите твои помисли да ги исполни. Ќе се зарадуваме на твоето спасение и во името на нашиот Бог ќе ги подигнеме нашите знамиња, да ги исполни Господ сите твои молби. Ова е прекрасен благослов кој Давид им го посакува на оние на кои им се обраќа, а јас ви го посакувам и вам. Нека ви даде Господ спасение, за да можеме да се радуваме на Него. Нека ни даде Господ на сите нам да ги подигнеме нашите знамиња, односно да ни даде победа во животот таму каде што ни е потребна, над гревот, во брачниот и семејниот живот, во здравјето, во финансиите и во секоја област од животот. Господ нека ги исполни сите ваши молби кои се во согласност со неговата волја. Стих 9. Господи, дај му победа на царот и слушни не кога ти се молиме. Господ на вистина ги слуша молитвите на луѓето, но проблемот е што ние не му се молиме доволно често. Тука ќе го завршиме денешното проучување на псалмите. Се надевам дека зборовите на Давид ќе ви служат за поттик да размислувате за Господовото спасение и Господовите дела. Ви го посакувам неговиот благослов. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.